се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Дебатата за парламент со 90 наместо 120 пратеници повторно се враќа во политичкиот фокус. Поддржувачите зборуваат за рационализација на системот, а критичарите стравуваат од намалена политичка застапеност. Оваа можност се појави како потенцијална точка на меѓупартиски договор, откако во јавноста излегоа информации дека таквото барање ќе биде ставено на маса истовремено со дискусијата за воведување една изборна единица. Работната група, која минатиот петок требаше да почне со работа во Министерството за правда, не одржа суштинска расправа поради забелешки дека работните материјали не биле обезбедени и на албански јазик. Но и покрај тоа, од изјавите што следуваа потоа, можеше да се насети дека темата за намалување на бројот на пратениците повторно сериозно се разгледува. Синдикатот на култура информира дека во среда пред основното јавно обвинителство ќе објави кривичната пријава против министерот за култура и туризам Зоран Љутков. Пријавата, како што велат, ќе биде поради основано сомневање дека сторил кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и повреда на правата од работен однос според кривичниот законник. Според наводите во пријавата, министерот Зоран Љутков во текот на 2025 година свесно и спротивно на закон носел упатства и давал насоки за пресметка на платите на вработените во културата, со што незаконски воспоставил нова методологија за пресметка на плати. Со ваквите постапки министерот директно ги дерогирал општинскиот колективен договор за јавниот сектор и колективните права на вработените и свесно ги ограничил нивните законски права од работен однос, соопштуваат од Синдикатот за култура. Повеќе од 26.000 барања за легализација на дивоград би се поднесени во општина Куманово од донесувањето на законот во 2011 година, а речиси 6.000 од нив се уште нерешени. Дополнителен проблем представува и фактот што значителен дел од предметите немаат комплетна документација, соопшти градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Како што рече градоначалникот, со законот за легализација донесен во 2011 година, во 3 наврати наназад се продолжувани роковите за да завршат постапките за бесправно изградените објекти. Горан Игновски, кој повеќе од 34 години работи со продажба и сервис на опрема за настани, озвучување, осветлување и сценски ефекти, на денешното судење во судницата во Идризово сведочеше дека прскалки набавени нелегално од Бугарија повеќе од една година пред трагедијата им биле продавани на членови на ДНК. Како што изјави, тоа го направил за да му излезе во пресрет на Панчо, кој претходно од него купил и куферче за далечинска активација. Но тој тврдел дека прскалките кои го запалија кабарето Пулс не биле тие што им ги продал на ДНК, бидејќи имале различен домет и дека по продавањето на 8 прскалки тие имале сценски настапи на кои употребиле од 100 до 200 прскалки. Во манастирот Успение на Пресвета Богородица во селото Јанковец кај Ресен, богослужбата за недела на православието предизвика силни реакции меѓу верниците. Причината е читањето на анатеми во кои покрај традиционалните формулации од црковниот синодикон беа спомнати и современи теми како вакцинацијата против ковид и вештачката интелигенција. Анатемите ги прочитал игуменот на манастирот иеромонахот Спиридон како дел од службата. Како што може да се види од објавеното видео на порталот Религија, по секој прочитан дел, мала група верници во храмот одговара во хор со зборовите анатема, 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 што е традиционален одговор на ваквото читање. Крвав 8 март во Романија. Човек со психолошки проблеми ја бодел мајка си до смрт. Романец ја убил својата мајка во неделата на 8 март во една зграда во Темишвар, објави Романски Њуз.
Потоа 35-годишникот се обидел да оштети повеќе автомобили паркирани пред зградата. Соседи го совладале и се јавиле на бројот за итни случаи. Мажот бил однесен во полиција на сослушување. Судски извори вчера изјавиле дека 35-годишниот маж е познат по тоа што имал психички проблеми. Тој повеќе пати бил хоспитализиран во специјални установи, а последен пат од болницата бил пуштен токму по барање на неговата мајка со нејзин потпис. Поранешниот градоначалник на Истанбул Екрем Имамоглу треба да стане главниот обвинет во голем судски процес за корупција за кој неговата опозицијска партија и организациите за човекови права тврдат дека е политички мотивиран, објави BBC. Имамоглу се соочува со повеќе од 140 обвиненија, меѓу кои за корупција и раководење криминална организација. Обвинителството бара затворска казна до 2430 години. Уште 407 поддржувачи на поранешниот градоначалник на Истанбул Екрем Имамоглу исто така се изведени пред суд обвинети дека управувале со криминална корупцијска мрежа, на чие чело според обвинителството стоел токму опозицијскиот лидер, кого го опишуваат како нејзин основач и лидер. Од полнок ќе има драстично зголемување на цените на горивата. Според најновата одлука на регулаторната комисија, цената на бензините ќе се зголеми за 5, а на дизелот за неверојатни 14,5 денари за литар. Според најновите цени, 95-октански бензин ќе чини 79,5 денари, додека 1 литар 98-ца ќе чини 81,5 денари. Енормно е зголемувањето на цената на дизелот. Од вечерва на полнок 1 литар дизел гориво ќе чини 85,5 денари. Додека во светот се зголемува загриженоста поради можни нарушувања на снабдувањето и нестабилноста на глобалниот енергетски пазар, Србија го забрани извозот за нафта. Владата на Србија на вонредна седница денеска донела одлука за забрана на извоз на нафта и на сите нафтени деривати за погон на мотори. Суштината на оваа забрана е заштита на домашниот пазар од недостиг и од раст на цените поради глобалните нарушувања на светскиот пазар, изјави министерката за рударство и енергетика Дубравка Ѓедовиќ-Хандановиќ. Иранска ракета соборена во југоисточна Турција. Втор ваков инцидент за една недела. Турското министерство за одбрана објави дека силите на НАТО пресретнале ракета за која се верува дека е лансирана од Иран, јавува Reuters. Како што јавуваат локалните медиуми, фрагмент од иранска ракета изутринава паднала во округот Газиантеп во јужна Турција, што ги натера жандармерските сили да го опколат местото на настанот и да започнат истрага, што пак е втор ваков инцидент на турската територија од почетокот на американско-израелската војна против Иран. Нападите на САД и Израел врз Иран влегуваат во втората недела, а министерот за одбрана Пит Хексет даде интервју за операцијата што Пентагон ја спроведува врз земјата и во која учествуваат повеќе од 50.000 американски војници. До петокот, кога Хексет разговараше со новинарот на американски медиум, американската војска веќе погоди 3.000 цели во Иран, објави CBS News. На прашањето за изјавата на председателот на представничкиот дом дека мисијата според сите извештаи речиси е завршена, Хексет во интервјуто одговори дека се оди според планот. Сепак тој нагласи дека нема да го крене транспарентот, мисијата е завршена, како што направил во минатото Џорџ Буш на носач на авиони. Рускиот претседател Владимир Путин му честиташе на новиот ирански лидер Моџтаба Хамнеи за преземањето на власта, соопшти Кремљ, пренесува ТАСС. Председателот исто така истакна дека поддршката и солидарноста на Москва со Техеран остануваат непоколебливи. Русија беше и останува сигурен партнер на Иран. Во порака до Моџтаба Хамнеи, рускиот претседател повторно го нарече нападот врз Иран чин на вооружена агресија. Американските специјални пратеници Стив Витков и Џаред Кушнер ја откажаа посетата на Израел закажана за вторник, објави денес Джерусалим Пост, повикувајќи се на неименувани извори.
Двајцата пратеници претходно требаше да патуваат во Израел на разговори за војната меѓу Израел и Иран, додека во меѓувреме наводно се појавија несогласувања меѓу Вашингтон и Тел Авив околу израелските напади врз иранската нафтена инфраструктура. Според израелските медиуми, Израел однапред го информирал Вашингтон за плановите за таргетирање на нафтената инфраструктура, но не посочил дека нападите ќе бидат толку обемни. НАТО денес ги започна своите двегодишни воени вежби на Арктикот, овој пат ставајќи поголем акцент на улогата на цивилите во поддршката на војската, во време на големи тензии во регионот поради напорите на американскиот претседател Доналд Трамп да го стави Гренланд под контрола на САД. Вежбите, наречени студен одговор, се фокусираат на одбраната на Европскиот арктички регион, каде што членките на НАТО, Норвешка и Финска граничат со Русија. Оваа година околу 25.000 војници од 14 земји, вклучувајќи ги САД и Данска, ќе учествуваат во вежбите кои ќе се одржат главно во Северна Норвешка и Финска. Се очекува САД да испратат околу 4.000 војници. Ова беа денешните попладневни вести. Ве оставам со слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатен ден.